можеме да допреме до проблемите на младите ако они не дојдат кај нас. И од тој аспект е многу важно здравствената просветеност уште од најмала возраст да влезе во школите. Стоиме за оваа декларација, дека стоиме за сеопфатното сексуално образование, затоа што тоа во крајна линија ќе доведе до подобрување на здравјето на нивните деца. Здравје се дефинира како состојба на потполна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест. Од доброто репродуктивно и сексуално зависи менталното здравје, и од доброто ментално здравје зависат и овие елементи. Ако сум јас добро разбран, ако сум јас прифатен или прифатена таква каков сум и со сите своји сличности и различности, јас ќе бидам стабилен, ќе бидам сигурен во себе, ќе можам да се развивам понатаму, да ги своите потенцијали развивам и тоа е доброто ментално здравје. И тоа е она кон што сите се стремиме да имаме среќни и задоволни и успешни млади луѓе. Сеопфатното сексуално образование треба час поскоро да започне. И во социјалната работа и заштита секогаш се реагира кога ќе се јави проблем и многу малку се става акцент на превенцијата. Дури во Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство е декларативно во член 45 наведено дека е важно сеопфатното сексуално образование баш како превентивна алатка. Во тој контекст апсолутно сметам дека поведувањето на сеопфатното сексуално образование ќе обезбеди здравје на сите.